Мојот Велес е насловот на новото дело на пензионираниот велешки новинар Никифор Смилевски. Збирката раскази денеска беше промовирана во локалната библиотека. Авторот и овој пат на своите сограѓани и оние кои сакаат да ја истражуваат историјата на Велес им подарува низа податоци, информации помалку познати во јавноста. Во книгата се сместени факти за голем број велешки личности кои се значаен дел од историското минато на градот. Колку што знам, ја мислам дека тоа и баш ќе биде за помош не само за вас, да речем, туку и за сите оние велеши што сакаат да истражуваат у Велес. Тука освен мислам овие истакнати луѓе што се нешто пишеов и за менталитетот на велешани, па дури и за велешката чалгија. Сепак и тоа не е толку добар афирматор за самиот град. Како доаѓавте до податоците? Стоп со читање и со луѓето што знаат и што ги интересирало и сум добил вака доста интересни податоци. Посебно ми беше интересно за овие за собирањето на песните, затоа што имаме луѓе што се живи што ги знаат дека луѓе, меѓутоа и други од колено на колено што се пренесуваат. Книгата донесува низа интересни содржини кои несомнено ќе го задржат вниманието на читателот, вели промоторот Марко Китевски. Истата изобилува со голем број интересни приказни со настани, личности и историски моменти поврзани со Велес, меѓу нив Кочо Рацин, Коле Неделковски, джинот неколку цркви и манастири од Велешко. Никифор и досега е познат на нашата јавност со неговите истражувања пред се на велешките песни, кои што, иако се многу популарни, малкумина знаат за личностите и настановите опеани во тие песни, но со оваа книга продолжува со тие истражувања и овие книги представуваат значаен прилог кон пишувањето на историјата на овој град. Никифор Смилевски на Велес му се одолжи со повеќе изданија и тие донесуваат ретки содржини што во другите истражувања не може да се најдат. Книгата Мојот Велес е 9-то дело на Никифор Смилевски, отпечатена е во тираж од 300 примероци.